Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. На 2 недели пред истекот на рокот во кој специјалното обвинителство може да покренува обвиненија, епилогот од досегашната работа на оваа институција се само 3 поднесени обвиненија до судот. Најавите беа дека до истекот на рокот бројот на обвиненија би можел да се искачи до 16. Дали ваков учинок по бројка, но и содржина може да се смета за задоволувачки? Уште повеќе што е неизвестно дали СЈО до 30 јуни ќе успее да ги заокружи сите действија за да покрене обвинение за случајот Таргет, од кој се очекуваат одговори на фундаменталните прашања. Кој, како, по чија наредба и со каква цел прислушувал повеќе од 20.000 граѓани на Македонија во изминатите години? Може ли да се зборува макар и за делумно исполнета мисија на специјалното обвинителство без обвинителен акт во овој случај? На 2 недели до истекот на рокот за обвиненија, неизвестно е дали тој рок ќе биде продолжен. Ако да, како? Ако не, што ќе се случи со институцијата? Каква ќе биде судбината на случаите што се во истрага и предистрага во СЈО? Што ќе се случи со непреслушаните разговори што ги поседува специјалното обвинителство? За овие прашања вечерва ќе разговараме со Андреј Божиновски од Сдруженијето за кривично право и криминологија, Александар Тумановски адвокат и Саше Димовски новинар. Ќе видите и кратко интервју со американски експерт во областа на перење пари, Маркс Нанс, со кого разговараме за тоа дали ќе може да се најдат и вратат украдените испрани пари во Македонија. За крај имаме саботажа. Бидете со 360 степени, актуелните прашања поврзани со работата на СЈО ги отвораме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Епилогот од досегашната работа на специјалното обвинителство е 3 обвиненија, дополнително 13 затворени истраги кои потенцијално треба да завршат како обвиненија и 45% преслушани разговори. Меѓу истрагите што се затворени не е Таргет, случајот кој треба да одговори кој, како и зошто прислушувал во Македонија. Дали потенцијално 16 обвиненија по бројка, квалитет и опфат се основа за да се заклучи дека СЈО ја исполнило мисијата за која беше формирано. Се разбира ако не биде продолжен законскиот период во кој може да покренува обвиненија. За ова вечерва разговарам со Саше Димовски, мој колега, уредник на веб порталот Сведок. Добро вечер, добре дојдовте. Андреј Божиновски, магистар по кривично право, дел од Сдруженијето за кривично право и криминологија. Благодарам што сте со нас. И Александар Тумановски, магистар по кривично право и адвокат. Добро вечер. Добре дојде за вас. И моето прво прашање поврзано со генералната дилема од најавата. Божиновски, со вас ќе почнам. Ако роковите од членот 302 од Законот за кривична постапка велат дека има еден рок од 15 дена од моментот во кој што осомничените, потенцијално обвинетите, ќе го примат известувањето за завршување на истрагата до можноста обвинителството да го покрене обвинението. Денеска сме 16 јуни, а рокот за поднесување обвиненија е 30 јуни. Имаме официјално известување од СЈО дека истрагата во случајот Таргет не е затворена. Дали можеме да заклучуваме дека СЈО ќе го заокружи овој рок од 18 месеци во кој што може да покренува обвиненија без обвинение за случајот Таргет? Да, благодарам на прашањето вас, навистина легитимно прашање. Прво морам да накратко се осврнам во рокот на 18 месеци. Јас мислам дека многу не е прифатливо да се има рок од 18 месеци во однос на обемноста на истрагата која СЈО треба да ја води. Имајќи во предвид дека треба да преслушат и самата обвинителка Јанева искаже дека само 45% од разговорите се слушани. Во однос на релевантноста на предметот Таргет, јас само можам да речам дека Таргет е центарот на сите други истраги што се како наводно дел од бомбите. И без завршување на Таргет мислам дека мандатот на СЈО не е исполнет, дури не се открие кој точно и што прислушкувал. Во однос на пробивањето на роковите, морам да се навратам во однос на ЗКП. ЗКП го регулира овој момент со тоа што по завршувањето на истрагата, нели бранителот, тоест бранителот на осомниченото лице има рок од 15 дена до јавниот обвинител да ги достави сите действија на одбраната што тие ги собрале.
Тоест, да достави значи, буквално собрани докази, информации од разговори со лица и други работи. Меѓутоа, ако се пробиат рокот тие 15 дена, по барање на осомничениот, јавниот обвинител може да спроведе нови истражни действија, кои ќе имаат рок на трајање од 30 дена. После тоа завршува се. Да, но круцијален е овој рок од 15 дена се чини од моментот на приемот на известувањето од обвинителството од страна на осомничениот и неговата одбрана дека истрагата е завршена до моментот од кога тече рокот во кој што обвинителството може да покрене обвинение. Добро, Тумановски, кој е вашиот став? Дали е логично да се заклучува дека обвинение за таргет може и да нема до 30 јуни и дека најверојатно и ќе нема? Се сомневам дека ќе нема обвинение за тој предмет, бидејќи тој предмет треба да покаже кој престушкувал во Република Македонија. Ако ние преку предметот ПУЧ не можевме да детектираме или кој престушкувал, значи ова е предметот кој што е претходница на тој предмет, кој што го водеше обвинителство за организиран криминал. Исто така, не знам значи кои действија се преземени, бидејќи ако се преземени действијата кои што треба да се исполнат од членот, не мора да биде исполнето тој рок од 15 дена, значи ако е распрашен обвинетиот, ако се прибрани меѓу време други докази или ако се доставени од страна на одбраната, така да можно е тоа обвинение да биде подигнато со последниот ден, тоа е 30 јуни, така да видиме па да почекаме, мислам да дојде датумот па да видиме дали ќе биде подигнато обвинение. Добро, Димовски, вие како гледате на оваа дилема која што отвораме на почетокот? На самото обвинителство го зборува токму тоа, и ако таргет не биде еден од првите предмети за кои понатаму специјалното обвинителство ќе се залага, искрено јас ќе бидам разочаран бидејќи сум еден од оние кои биле таргет со месеци слушан без никаков налог, јас сум еден од тие кои си даде исказ во овој предмет. Овие рокови може би да ги толкуваме и малку поотворено, ако го гледаме однесувањето на осомничените во случајот таргет и нивното неколку пати непојавување во СЈО на поканите, нивното непримање на поканите, него врзува специјалното јавно обвинителство во такви ригидни рамки да го почитува овој рок од 15 дена. И јас сум убеден дека до 30 може да го пушти обвинението во суд и без да ги очекува нивните изјаснувања во тој рок од 15 дена, а понатаму нивното право на приговор на обвинението, па ќе ги дополнат тие празнини правни. Од тука очекувам во овие 13 или 14 истраги колку што се сега затворени до 30 да биде меѓу другите таргет, доколку оставиме нели резерва, овие кои сега почнат да се појавуваат за таргет, ако не направат па и некаков договор со обвинителството, па можеби и да нема обвинение, да не исклучим и таа можност. Дали во дел од овие случувања кои што ги гледаме деновиве се појавуваат нови адвокати на страната на дел од осомничените, дел од нив се во странство и веројатно не се достапни навреме за СЈО во дел од действијата кои што треба да бидат превземени околу предметите кај кои што е уште отворена истрагата, може да се препознава обид практично да се оневозможи СЈО да покрене обвинение во дел од овие предмети. Јас мислам дека во оваа емисија пред многу месеци го посочив токму тоа. Еден адвокат за сите обвинети беше една од првите правни пречки, бидејќи беше јасно дека концентрација на докази на обвинети и сега тие многу добро знаат кој во кој предмет кога би бил и затоа излегуваат кој излегува надвор. Значи имаме ние и јавни изјави од специјалното јавно обвинителство дека Никола Груевски во многу наврати одбива да ги прими поканите. Не дозволува обезбедувањето, не дозволува шефот и така натаму. Сите овие работи одат кон тоа. Појавувањето сега на поранешниот јавен обвинител Шврговски во истава ситуација е уште еден од тие чекори. Факт е дека Мијалков и Шврговски се другари долго време, меѓутоа неговото појавување во крајната фаза на ова обвинение значи дека адвокатот не се запознал со доказите и сега тој ќе бара нов рок, иако еве јас во оваа емисија ќе прашам јавно дали Шврговски не бил следен, а јас сум убеден дека бил следен во периодот кога бил јавен обвинител и дали може сега да се појави како адвокат или јавното обвинителство специјално во случајов ќе се стави во заштита на поранешниот јавен обвинител и ќе ги како оштетен ќе ги брани неговите права, па како што Никола Додески повеќе не е, ја очекувам дека истото треба да се случи и со Шврговски, бидејќи тој де факто
бил оштетен од истиот систем, од истите луѓе за кои сега влегува да ги брани во овој предмет. Ова е интересна забелешка. Тумановски, кога ќе се обидеме да го сумираме она што досега го има сработено специјалното јавно обвинителство, реков за сега 3 обвиненија, 13 официјално затворени истраги, потенцијално нови обвиненија и само 45% преслушани разговори. Дали мисијата на СЕО на ваков начин ќе биде заокружена? Видете, ако знаеме дека СЕО има доверба над 60%, мислам ужива углед на кај граѓаните. Ако направиме дека паралела дека спрема судството или судовите во Македонија, мислам дека процентот е помалку од 5%, значи ќе се види дека СЕО спрема тоа обвинителство има големи очекувања граѓаните на Република Македонија. За разлика спрема судот имаме многу мал процент и сметам дека судот е главната кошница на овие 18 месеци и за тој резултат што го имаме добиено, нели, од неколку завршени подигнати обвиненија, неколку процеси. Мислам дека имаме сега и во апелација предмет кај што стои за дали доказите може да послужат како бомбите. Дали прислушуваните разговори. Како доказ во постапката, така да мислам дека ако во оваа криза која што настана во Република Македонија, која што трае повеќе од 2,5 години, која што беше политичка, мислам дека сега е судска. И мислам дека судот кој што требаше да канализира таа криза се најде последниот бастион каде што еве и СЕО секојдневно наоѓа пречки во своето работење. Вашиот став околу сумарната бројка на она што СЕО го има досега сработено во однос на очекувањата на граѓаните. Дали можеме да зборуваме за задоволувачки епилог од работата на СЕО? Мој став во однос на овие прашања е тоа што дека со оглед имајќи институционалниот бариер што СЕО се соочуваше од свој мандат, од самото етаблирање, основање, до денес и кој пречки наидува, од процедурални до правнички глупи пречки, кои што многу експерти беа ставени до медиумите, јас би рекол дека работата се врши импресивно добро. Меѓутоа, јас останувам на фактот и на тврдењето на обвинителката Јанева дека 45% од разговорите се само преслушани. Тоа ни кажува нешто, тоа кажува дека треба поголем капацитет, треба повеќе луѓе ангажираност и начин, напор да се ислушат сите разговори од прислушкуваните муавети. Ова не води кон следната подтема во рамките на вечерашната тема, тоа е има ли простор сепак до 30 некако да се продолжи мандатот за поднесување обвиненија, кои се опциите во таа смисла, но за тоа по уште една кратка пауза. Ви благодарам за сега, ве поканувам да останете на осад. Еве не назад со емисијата 360 степени. Пред да продолжиме дебатата со моите и ваши гости за вечерва, предлагам да слушнеме еден дел од интервјуто на вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи, синоќа во топ тема на Телма, а се однесува на варијантите за продолжување на мандатот за покренување обвиненија на специјалното обвинителство. Да го сватиме контекстот. Специјалното обвинителство беше создадено затоа што се сметаше дека нема простор во нормалното обвинителство и во нормалниот правосуден систем за нормално функционирање. Ако идејата на овие мерки е да го деполитизира, департизира правосудството, тогаш ние го решаваме контекстот, ги решаваме причината за создавањето на специјалното обвинителство. Специјалното обвинителство е последица на еден несоодветен систем, да не користам тешки квалификации, меѓутоа од тоа што се користи во комуникацијата и со Европската Унија. Ние сега со другата партиска капа, ќе морам да инсистирам дека зборувам во име на партијата сега, една од причините за непостигнување на договор со ВМРО беше токму специјалното јавно обвинителство, затоа што и ние остануваме и сега на тој став дека треба да се најде начин да се продолжи работата на обвинителството.
Бројките се ограничувачки, бидејќи е потребно двотретинско мнозинство, меѓутоа тоа прашање е исто така во делот од краткорочните и среднорочните мерки да се најде решение дали за продолжување на мандат, дали за системско решавање на тоа прашање преку вметнување во тековниот, во нормалниот систем, правосуден систем во државата, меѓутоа е адресирано и е едно од првите точки во тие табели кои што владата одлучи дека ќе ги разгледа на секоја седница на влада пред почеток на било која точка, ќе почнеме со точка Европска Унија и мониторирање на итните реформски приоритети. Еве го слушнавме Бујар Османи, зборува за варијантите што по 30 јуни. Димовски во првиот дел од изјавата се чини Османи како да зборуваше за тоа дека сега со промената на контекстот и со евентуалната професионализација на редовното обвинителство како да ги снемува причините за постоење на СЈО, па во таа смисла како да зборуваше за тоа дека СЈО можеби и нема потреба повеќе да постои, за потоа да зборува сепак за варијанти за продолжување и обстојување на таа институција. Верувате ли дека има простор до 30 јуни сепак да се направи нешто на планот на продолжување на мандатот за покренување обвиненија и која според вас од овие опции кои што се зборуваат е наизвестна? Една е во парламент со 2/3, но таму некако се чини дека бројките не одат во прилог. Друга е со укинување на членот 22 од Уставниот суд. Трета опција која што се зборува е одделение во рамките на редовното. Дуи да беше конзистентен во својата политика, ова што го говори Бујар Османи, они ќе гласа и за законот за заштита на сведоци, кој беше пред повеќе месеци инициран од СЈО и можеби тоа ќе ги забрзаше дел од истрагите, па ќе имавме сега повеќе обвиненија, но тоа да го тргнеме настрана, да ги погледнеме овие три опции за кои вие говорите. Јасно е дека пред 2 години речи се иницијативата во Уставен суд, поранешната председателка Елена Гошева и сегашниот Никола Ивановски треба да одговорат зошто таа иницијатива се уште не е изнесена на седница, независно дали е оспорен целиот член или Уставниот суд, дури по сопствено наоѓање, тоа што ретко го прави, може сам да иницира кога гледа дека има спорна одредба и тој член 22 да го извлече самиот од иницијативата и да го укине. Само за појаснување на гледачите, тој член 22 е толку фамозен кој вели 18 месеци за завршување на истраги или обвиненија, додека за една обична сообраќајка нема да ви застари за 18 месеци делото, а ние овде можеме да зборуваме за најтешки форми на кривични дела, од убиство, од перење пари, од злосторнички здруженија и така натаму. Значи нешто што не е логично и разумно, меѓутоа за жал тоа го зборувавме уште кога се пишуваше законот од самиот старт. Другата опција доведување прво на СЈО, а пред се на граѓаните во нееднаква положба. Значи јас да направам сообраќајка, значи за 18 месеци нема да ми застари некој рок, а не за најтешко кривично дело да не може некој да ограничи државата наспроти сите други кои одговараат пред редовните обвинителства. Апсолутно спротивно на устав, нееднаква положба на граѓаните, меѓутоа затоа еве јавно го повикам Уставниот суд и тие имаат само до крај на месецов седници, обично во јули веќе заминуваат на одмор, имаат уште 2 недели, навистина колку толку да го извадат предметот и ако ништо друго да ја расчистат дилемата да го отстранат член 22 од Законот за специјално јавно обвинителство. Втората опција за која зборуваме 2/3 во собранието е навистина тешка, иако во последниве денови се повеќе познавачи на приликите ме убедуваат дека со новото доаѓање на Прибе и новата агенда која треба да ни ја донесе, веќе на големо е разговарано со ВМРО ДПМН за наводна поддршка, меѓутоа јас се уште оставам простор дека тоа тешко ќе се случи. Третата опција за која веќе зборуваше пред некој ден и премиерот Зоран Заев за формирање на одделение во рамки на јавното обвинителство, јас не сум човек кој го поддржува сега. Значи, ако веќе имаме една институција за која сите се заложиле, за која се потрошени средства, ресурси, човечки, технички, за кој формиравме еден систем, ако ние ги вратиме сега тие предмети таму, ќе добиеме уште нова година во кој една цела година во кој ништо нема да се работи. Примо предавање, слушање повторно. Ако веќе имаме желба, такво какво што е, само да се избрише член 22 ќе ја завршиме работата. И што во оваа смисла значи и ставот 3 од членот 1 од Законот за СЈО во кој што вели дека овој закон ќе биде во сила 5 години од освојувањето од страна на собранието. Но натаму имаме друг член во кој вика дека јавното обвинителство за следење на комуникација така натаму, значи специјалното јавно обвинителство ќе ги застапува предметите во сите степени до Врховен суд. Значи они имаат надлежност до окончување. Јасно ни е дека тоа се
формира во овој обем, доколку се намали обемот или зголеми, специјалната јавна обвинителка има право да побара изголемен број на обвинители, тоа Советот мора да го дозволи, или да го намали бројот на обвинители. Зборуваме, ако сега го укинат член 22, тие можат да побараат уште 10 обвинители во рок од година дена, условно да ги преслушаат уште вие 45% од снимките. Ако ништо од тоа не се случи и се остане вака како што е, тогаш дали е логично институција од стотина луѓе, не знам точно колку, со 10-11 обвинители да остане да застапува само 16 обвиненија пред основните судови, апелација и Врховниот суд. Тоа ќе биде поразително за државата. Значи, ако во сите овие години зборуваме дека владење на правото е на прво место, а ние и натаму одиме со некаква агенда за да го блокираме целиот тој процес, тогаш за каква ЕУ и НАТО агенда зборуваме? И повторно овде не зборуваме што мисли СДСМ, ВМРО, ДУИ или ДПА во парламентот. Овде зборуваме сега што Македонија ќе направи, бидејќи ние во последниве денови, ајде, очекуваме дека некаква ЕУ и НАТО агенда ни се со малку подотворена врата. И ако на СЈО се сопнеме, ние не можеме да зборуваме за било каков напредок. Затоа пратениците во парламентот и овие кои немаат формирано пратеничка група и тие кои имаат, треба се свесни дека не станува овде збор за кожата на нивниот лидер и на тие 100 обвинети во овие предмети. Овде значи станува збор за перспективата на Македонија. Ако тоа некој не може да го процени, тогаш не знам што понатаму да направиме за да го дигнеме СЈО во формат во кој треба да ги доистражи бомбите. Тумановски, кој е вашиот став во однос на овие опции за кои што зборуваме, а се варијанти за продолжување понатаму на мандатот во кој што СЈО ќе може да покренува и нови обвинени? Освен тоа што го спомна Саше, овие три момента, значи со Уставниот суд, бришењето на член 22, со одделението во јавното обвинителство, друго, освен што може да се направи во крајен случај, сметам дека редовното обвинителство треба да ги преземе другите предмети, за кои што ќе нема можност и рок специјалното јавно обвинителство да ги води, во смисла дека тие под допрен глас, бидејќи се одеше кон тоа дека сепак бомбите били индиции, ако се индиции, ние имаме тука глава во... Како ќе допре гласот до редовното обвинителство ако материјалите се кај СЈО? Многу едноставно, ќе седнат на YouTube и ќе ги преслушат сите бомби кои што досега се објавени. Досегашните, оние што не се објавени? За тие досегашните мора да се најде модус вивенти како да тоа да се најде начин како тоа да дојде до ова обвинителство. Но ние имаме дела од кривичен закон во глава 10 кај што тие дела не застаруваат и по 20 години, бидејќи сепак станува збор за злоупотреба на службена дложност и овластување, поготово за дела од буџетот на Република Македонија. Значи во најголем дел се такви и сметам дека редовното јавно обвинителство со капацитетот кој што го има, ако не се исполни можноста да се фати тој рок до 30 јуни, значи да се направи интервенција преку Уставниот суд или да се направи промена во собранието со двотретинско мнозинство, во крајен случај, значи редовното јавно обвинителство, затоа што Законот за кривична постапка, кога беше поставен во 2010 на редовното јавно обвинителство и се даде можност преку правосудната полиција и истражните центри кои што требаше до сега да ги имаат јавното обвинителство. Тие до денес такво нешто не добиле. Иако тоа беше новина и затоа од истражни суди се преда целата истрага кај јавното обвинителство да се води истрагата за кривични дела. Може ли овде да се вметна, минатата недела бе во Хрватска, работам на едно истражување за нелегално прибавени докази во праксата на Република Хрватска и ти има два многу јасни случаи, дури една пресуда од Страсбур, каде што јавниот интерес е ставен на С. И овие така наречени индиции, хрватите се многу ригорозни кога станува збор за незаконски прибрани докази. Тие како докази не ги сметаат дури ни налозите за следење на комуникации што ги издал судијата на претходна постапка или судот истраге како што го викаат, ако не го образложил налогот. Но во два случаи кои Врховниот суд многу јасно експлицитно кажува јавниот интерес пред С. Значи, ние мораме да тргнеме овде. Јавниот интерес се однесува и на републичкото јавно обвинителство. Значи, тие не можат да се амнестираат, а формата како ќе ги пренесе СЈО во републичко обвинителство е само прашање на техника. Во случајот Монструм,
Јавната обвинителка републичка која сега го застапува пред Врховниот суд, де факто го легитимираше јавното обвинителство со тоа што му вели на Врховниот суд. Побари ги доказите, ги има во СЈО кои се однесуваат на монструм ако сакаме да утврдиме вистина. Значи сега дури и на јавното обвинителство му одговара во некои предмети ако има докази за наводна вистина да се отворат. Зошто да не може по истиот принцип истите материјали да бидат предадени од тоа специјално, тоа сепак државен орган. Република Македонија е во двата случаи, а јавниот интерес не е на сите на врвот. Да земеме хипотетички, само да го додам пошто контекст на Шашија, да земеме хипотетички поглед, мислам, по однос на бомбите. Ако во сите случаи имаме убиства, дали треба да дозволиме дека во рок од 18 месеци, ако не се истражи сето тоа, треба да биде ставено под тепих. Така да немам друго коментар. Да, покрај моите соговорници наистина имаат фер идеи во однос на продолжување на мандатот со преку собрание преку Уставен суд, што наистина се легитимни, мислам дека една од нив ќе упали. Меѓутоа, треба малку да разгледаме гравитацијата на сето ова. Имам истрага Талир. Во истрагата Талир прв пат во Република Македонија се обвинува политичка партија како правно лице за сторено кривично дело. Перење пари. И имаме прв пат барање за замрзнување на имот, што е стекнат на нелегален начин преку тие кривични действија. Навистина, прво, ова сето води кон преиспитување на целиот систем на санкции, ние кои имаме на располагање за да ги казнеме. И ова истрага која што не е завршена и најверојатно и нема да стигне со обвинение СЈО до 30 јуни за овој предмет. Точно. Меѓутоа, исто така сакам да кажам дека не треба да се ограничуваме ние на 18 месеци рокот даден во тој фамозен член 22 од законот од ЗСЈО. Треба да се укини тој член, бидејќи треба да се овозможи непречен капацитет на специјалното јавно обвинителство да истражува, да гони и да нормално донеси во тој момент тоа беше некаков политички компромис меѓу Предсе Заев и Груевски за Груевски да се согласи воопшто со формирање ваква институција. Да, беше меѓутоа имаме нов момент сега. Сега имаме нова власт и реизбор на нов републички јавен обвинител. Прво да ги видиме кои ќе бидат односите помеѓу тој републички јавен обвинител и специјалниот јавен обвинител. Дали републичкото јавно обвинителство ќе помага во истрагата, иако законот секако лек специјалис кажува дека мандатот на СЈО е лимитиран од 2008-2015 година за сите дела што произлегуваат од прислушкуваните разговори. Меѓутоа, да, и овде се согласувам со колегата Димовски, каде кажува дека работа на техникали, како тие ќе уредат нивната заемна соработка и дали републичкиот јавен обвинител ќе учествува во истрагата покрај специјалниот јавен обвинител или специјалното јавно обвинителство ќе се интегрира. Меѓутоа треба да се забележи на работа дека и по истекот на мандатот на СЈО те имат мандат да ги представуваат тие 16 предмети или зависи колку обвиненија ќе подигнат пред суд. Хајде уште една дилема да фрлиме на маса, Димовски. Во тој член 22 кој што го ограничува рокот во кој што СЈО може да покрене обвиненија, се вели дека СЈО може да покрене обвинение или да нареди запирање на истражна постапка во период не подолго од 18 месеци од денот на преземањето на предметите и материјалите во негова надлежност. Еве јас ќе потсетам на случајот Чауш. Според тврдењата на редовното обвинителство, тогаш кај него дома беа најдени прислушувани разговори. Тие никогаш не се најдоа како дел од обвинението и судскиот процес кој што се водеше против Чауш пред судот, а обвинението го застапуваше редовното обвинителство. Што да речеме ако тие материјали сега му се предадат на СЈО? Дали почнуваат нови 18 месеци за СЈО да течат од тој момент? Формално почнуваат, но тие ќе се судрат со горниот рок од 5 години. Значи, ние можеме и имавме такви снимки. Да не заборавиме, излегоа снимки на колеги со политичари во периодот за кој СЈО дури поведе постапка да открие кој ги поставил на YouTube. Има и такви постапки. Патем Зврлевски беше, обвинителството на Зврлевски беше должно тие материјали да му ги даде на СЈО, а не да ги чува веројатно во некоја фиока. Дефинитивно, па ние имавме дел од постапките каде што разговорите не беа давани ни во пучни дел, значи специјалното се изјасни дека дел од тие докази останале во организиран криминал и така натаму. Тоа се тие сопки за кои зборувавме на почетокот. Прво беа меѓу обвинителите при предавање на доказите, друго беше во суд. Значи сите овие работи стојат, меѓутоа за мене едно навистина е суштинско тоа што го реков на почетокот. Сакаме
правна држава, сакаме Европска унија, сакаме НАТО интеграции или сакаме овде да биде една жабокречина во која големите ќе ги јадат малите и нема никогаш да го расчистиме, че овде имаме навистина не само сериозни кривични дела, Јован Андреј што го спомна на почетокот, прв пат се соочуваме со таква форма на дела. Ако имате над 12.000 уплатници, па тоа СЈО било закопано, само да ги преброи тие 12.000 уплатници е време. Да не зборуваме за да ги испита сите. Јас кога бев да ја давам изјавата за прислушкувањето, пред мен имаше само 20 души во воденот. Мислам, таму се илјадници. Значи, од тие 20.000 нека ги сослушале 2.000 само. Тоа е бројка. Така да, ако веќе се обезбедува мнозинство некакво во собрание, и овој рок од 5 години не треба да стои како фиксен, туку мојата идеја е СЈО ќе ги, значи без рок, туку до правосилно завршување на постапките пред Врховниот суд. Дали тоа ќе бидат 3 години, 5 или 15, ако веќе сакаме да истераме правда, го бришеме член 22, го укинуваме овој рок од 5 години од влегување во сила на овој закон, а прашањето дали ќе има 10 или 20 обвинители го спомнав на почетокот. Тоа се редовни обвинители кои можат да флуктуираат низ обвинителствата со одлука на Советот на обвинители, тоа е многу лесно решливо. Тумановски рече дека од политичка Македонија сега има судска криза, каде е улогата на судот сега во очекуваниот епилог од работата на СЈО, по уште една кратка пауза. Ве поканувам и понатаму да бидете насад. Вечерва во 360 степени разговараме за судбината на специјалното обвинителство. Го продолжуваме разговорот со нашите гости. Адвокатот Тумановски, магистар по кривично право, зборувавте и за улогата на судот во работата на СЈО. Премиерот Заев во своето експозе во парламентот најави формирање на специјално одделение во рамките на Основниот суд Скопје 1 за предметите кои што ќе доаѓаат од СЈО. Што мислите вие за оваа идеја? Па идејата е на место, бидејќи како последен или бастион, реков претходно дека излезе дека судот е најголем кошничар на работењето на специјалното јавно обвинителство, бидејќи тие таму суди, значи решаваат по предлозите и одлучуваат и по редовното јавно обвинителство и по специјалното јавно обвинителство. Значи станува збор за предисти суди, имаат различни аршини. Ако земеме дека обвинителите кои што работат во СЈО претходно работеа дел некој во организиран криминал, дел во редовното јавно обвинителство, чудно е да сега овие обвинители излегува дека не знаат својата работа, иако претходно воделе големи случаеви, ќе го земам еве предметот шпион, кај што правосилно е завршен во сите инстанци предметот. Така да се тие обвинители не можат да ја завршат истрагата или не можат да ги завршат предметите пред самиот суд. Тука се покажува дека главната причина каде судот врши на некој начин обструкции во разработењето на специјалното јавно обвинителство. Што треба да се направи за да се формира специјално одделение? Тоа со промена треба да се направи оддел во како што имаме нели одделение за организиран криминал, така треба да има оддел во тоа одделение. Треба да се менува законот за судовите или доволен е некој велеа дури и распоредот во рамките на судот? Да, преку судски совет. Божиновски, вие што мислите за оваа иницијатива за формирање специјално одделение во рамките на Основниот суд Скопје 1? Јас тотално ја поддржувам оваа иницијатива, меѓутоа оваа иницијатива е интересна од повеќе аспекти. Најглавниот аспект зашто јас ја поддржувам оваа иницијатива бидејќи ќе потегне цел сет на измени и дополнување на клучните закони од областта на правосудството. Не зборам овде само законот за судови, имаме закон за судски совети, имаме закон за Академија за судијавни обвинители. Тие се институции кои сите треба да се преиспитуваат буквално од шкртка, од старт. Со воспоставувањето на судско одделение во рамките на Основниот суд Скопје, што ќе биде специјализирано само за дела на СЈО, е благородна идеја. Мислам дека лесно изводлива. Проблемот настанува само во однос на како ќе се протурката цела идеја во парламентот. Треба да се формираат такви одделенија и во апелација во Врховен суд? Во секој случај, ако веќе се почнува со одделение од Основниот суд, би било фер, барем да има по еден совет во судовите понатаму, меѓутоа јас искрено не знам како би се формирал во Врховниот суд, каде што има
четворица судии кои некогаш или од време на време работеле кривично, една управна судика која го пополнува петото место и е третиот гласачки член во машинеријата. Јас искрено не верувам дека може да се реализира оваа идеја се додека судскиот совет и понатаму не избира председател на Скопје 1 и тоа е главната кочница, значи се треба да го поништат тој оглас на кој се уште е отворен, има двајца кандидати, да распишат нов, да се јави човек кој ќе може да го води основниот суд. Тоа е главниот проблем. А за идејата за посебно судско оделение, дали ќе бидат од судиите во единици, јас имав една идеја да ја возобновам повторно. Судскиот совет може многу лесно тоа да го реши. Ние имаме стари искусни судии, значи се стари зборувам по стаж, во Република Македонија, кои можат да се делегираат од Охрид, од Велес, од Битола, од Струмица, од Кавадарци, од било каде, да судат во Скопје, времено ќе бидат упатени и токму тие, мислам дека ќе бидат поголема гаранција отколку сите овие, бидејќи во скопска единица ние имаме голем дел од судиите кои веќе влегоат длабоко во така наречената шема на одбивања или на постапувања и тие вака или така се инволвирани, што би рекле хрватите, отровните плодови на овошјето, веќе тие длабоко се заразени со некаков вирус на непостапување и многу малку ќе најдеме судии кои ќе можат да постапуваат. Мојата идеја е дека ние можеме да најдеме 10 судии од Републиката кои ќе ги донесеме во Скопје и ќе постапуваат по овие предмети. Судии кои не се знаат меѓу себе и кои немаат ваков анимозитет према специјалното обвинителство. Би го дал пример, бидејќи се спомна отровните плодови и непостапувањето, би го дал пример од последниот што беше со беззето пред Врховниот суд. Таму една во делово одлуките пишува дека членот 167 став 2.1 за неприкажани докази и факти, каде што е задолжително со законот, кај елементи за притворот, самиот суд го има извадено дека еве судот ова не го направил и затоа се дава за да се укине притворот. Истата ова одредба, како неприменлива, беше напишена во самата анализа во 2014 кога беше правен законот, значи во поглед на притворот, а и во текст во ревијата при Сдруженијето за кривично право и криминологија, каде што во предметот мислам дека беше Јагол, ако не се лажам, за Охридскиот градоначалник, дека не применлив е членот. Значи самиот суд не го применуваше. Сакам да кажам дека во последните 4 години воопшто никој од страна на судот или било кој од правосудната фела воопшто не инсистираше на примена или едноставно ако не се применува да се избрише тој член, туку во предмет кој што го застапува специјалното јавно обвинителство на еден начин селективно со страна на судот се најде дека ради тоа основа за Врховниот суд да го прифати беззето и да се активира целокупниот правосуден Само сакам апарат. блиц коментар. Димовски, од вас ќе почнем, па ќе го заокружиме кругот. Како гледате, јас ќе наречам сервилност на членовите на Советот на јавни обвинители и нивниот однос кон барањето за разрешување, иницијативата за разрешување на Марко Зврлевски, дали е тоа добар или дефинитивно лош сигнал за состојбите во судството? Искрено ме плаши, гледачите не знам колку знаат, меѓутоа таму 8-1, само Петар Аневски бил да не се разреши Марко Зврлевски, останатите 8 за негово разрешување. Пред некој ден во неформален разговор со еден од сегашните функционери ме праша, а судиите сега на чија страна ќе бидат? Јас реков, од сончогледи преку глава. Ако ние размислуваме на чија страна ќе бидат, еве се виде. Заминува јавниот обвинител, истиот тој совет кој до вчера беше толку сервилен, кој ги избираше буквално преку ноќ и направи такви штети, сега е такви луѓе не ни требаат. Дефинитивно. Значи ние треба да бидеме буквално лути противници на сите кои преку ноќ ќе се свртат, затоа што така право раздавање нема. Или ќе се работи по закон, или за сончогледи местото е надвор. Логично е сега после ваков однос на Советот на јавни обвинители да очекуваме слична ситуација во судскиот совет? Да, логично е, но јас сметам дека треба да има длабоки коренити промени, бидејќи ако и СЕО не исполни својата улога и својата задача, ќе не се случи и со идните влади, бидејќи СЕО треба да постои и за идните политички констелации во Република Македонија. Што мислите вие околу ова очигледна сервилност? Да, во однос на сервилноста на Советот на јавни обвинители, јас морам да се согласам со идејата на Саша. Таму не мора да значи дека сите се bad guys, дека сите се лоши. Таму има
има добри обвинители што се бркат работа, меѓутоа се потиснати од страна на овие другите обвинители кои се сервилни према наредбите. Како тоа ќе се случи? Јас мислам во однос на сега изјавите што Советот ги даде во однос на мислењето како аргумент плюс за разрешувањето или не на републичкиот јавен обвинител, јас мислам дека самиот со себе се негира. Првен кажува не, па после вика, прво кажува перфектно, се извинувам, после вика окей, даваме мислење дека може да се... Да, Аневски останал веројатно на својот став. Такви се информациите, да. Меѓутоа треба да се приспити начинот на како остана тој на својот став. Да, и тоа е практично мојот коментар во однос на ова. Ни предстојат тешки реформи. Да. Предстојат две интересни недели, барем во однос на судбината на СЕО. Ќе видиме што од ова за што вечерва разговаравме на вистина ќе се случи или нема да се случи. Ви благодарам многу што бевте дел од 360 степени. Пред саботажата ве поканувам да видиме кратко интервју со американскиот експерт во областа на перење пари. Неговото име е Марк Нанс. Со него разговара колегата Александар Димитриевски, а генерално темата е: можат ли украдените испрани пари во Македонија да бидат најдени и вратени? Потрагата по украдени или испрани пари од Македонија е тема која што е особено важна во јавноста во Македонија во изминативе неколку години, особено со почетокот на работата на специјалното јавно обвинителство. Колку е навистина тешко да им се влезе во трагата на тие пари и колкави се шансите тие пари да се вратат назад во државата? I think there are a couple of issues that are probably most important in shaping how difficult it is to trace that money and get it back. One is the independence of the Special Prosecutor's Office. And that is, are they truly independent? Are they able to move freely? Do they have independent funding? Those sorts of questions. The second issue in terms of getting the money back, assuming it can be traced, is that is relations with if the money's been put offshore. It really requires good relations with the country where the funds are located, because ultimately, assuming that the monies were sent through private channels into the private sector in some form into another country, it ultimately requires another country, let's say if it's the United States or if it's, pick a jurisdiction, Switzerland, then it requires good relations with the Macedonian government and that government, the receiving government, because that receiving government has to carry out a process, its own legal process, to freeze those funds and probably also to help identify those funds. Барем во развиениот свет, колкав процент од парите за кои што ќе се утврди дека се испрани или украдени се враќаат назад во таа држава? So ultimately, it's hard to answer that question because we don't know how much money is laundered to begin with, right? So particularly if the question is about a percentage, you really need to know the baseline, and we don't know that. It's sort of inherent in the problem, right? That we don't know how much money is laundered. I think the return of funds and the confiscation of assets is a big push in international standards, and certainly one of the questions around the Macedonian system is how well those rules operate, the way that they've been designed and implemented so far. And I think Macedonia has made some improvements from what I've read on that, so that's good. But the confiscation, the percentage, I think you go after these things not to get the money back so much as to prevent it from happening again, ultimately. So if that's probably the mindset that needs to be there. I think experience shows that the return of these assets is pretty rare. Барем во случајот на Македонија се чини дека сериозна отежнителна околност е што голем број на правни субјекти во својата сопственичка структура имаат офшор компании. Дали навистина е толку голема отежнителна околност доколку фирмите што работат овде имаат сопственици кои што се наоѓаат на овие офшор дестинации? I'd say it's huge. It becomes very difficult because, again, that means the Special Prosecutor's Office, no matter how independent it is, as I was just saying, is very important. It can be completely independent and have every possible authority available to it domestically, but it has no powers once it leaves Macedonia or any other country for that matter, right? That has a special prosecutor. The question of offshore, that's why offshore companies are so popular. One of the reasons offshore is so popular for hiding illicit funds, because it makes it quite difficult. Има ли можности за една земја
да донесе такво законодавство со што би ограничило сите фирми кои што сакаат да работат на нејзина територија, да не смеат да имаат офшор компанија во нивната сопстvenичка структура? I don't know, and I may be wrong about this. I'm not familiar with a country that has banned having offshore companies. In part because offshore, I think, often has some advantages for companies, and they're not necessarily bad. They get a bad reputation, of course, right? And that's probably deserved overall. But there are legitimate reasons, and certainly legal reasons, to have offshore parts of your structure. It can make various financial transactions easier. So I think, to my knowledge, I don't know of any countries that have banned those. The question becomes taxation, transparency, how those are reported. Those are the more important questions, is how you structure the regulation of that and the information that has to come from companies about their investments in offshore. Вие се залагате за стандардизација на инструментите во борбата против перењето на пари. Зошто сметате дека тоа може да направи еден голем исчекор кон сузбивањето на оваа појава? So I would change that wording just a little bit, if I can, away from standardization, because standardization implies usually that everybody has the same rules on the books, right? And I think there's a reason that international standard-setting bodies have moved away from that standard setting to sort of contextualizing the rules more. So I think it's really important that that countries and jurisdictions generally start to move toward a common goal of preventing money laundering. And I think it's useful to have things like the Financial Action Task Force 40 recommendations as a guide. Those are essentially a set of best practices that the international community has developed over time. And so I think those are useful. But I think it remains very important for countries to understand the specific risks that they face. And that's why bodies like FATF and others have moved towards what they call a risk-based approach, which implies understanding the specific challenges that Macedonia faces, because they're different for money laundering. They're different than Switzerland, than the United States, than South Africa, than Belgium. And so, yes, I think there needs to be an international endeavor, because money laundering, because we're talking about offshore, for example, money laundering often is an international action. So there needs to be cooperation, but there still needs to be a sort of contextualization of those rules to the specifics of a country. Полека се движиме кон крајот на емисијата, ни останува да видиме саботажата на Сречко Поповски. Политичкиот первертизам неверојатно прецизно и во согласно со македонската традиција покажува практичната умешност на општествените чимбеници. По само еден фронтален атак лесно да им се предадат и да се обидат, додворувајќи им се да фатат приклучок кон креаторите на новото устројство. Таа општо позната констатација се преточува и во дефиницијата за актуелниот миг, кога степенувањето, наместо во нагорна линија, доживеува пат во понорот. Државниот обвинител беше перфектен до сега, по моје мислење. Не знам да ви кажам, меѓутоа јас немам никаква забелешка од неговата работа. Се изразив може во многу суперлатив за обвинителот, а иначе е добар обвинител. То повторно ќе кажам, и било секој го дели тоа мислење, и мислам дека и мнозинство членови на Советот дека како обвинител е добар. Тоа дека немале забелешка јасно го покажува скорот, според кој да имаш уште само 2 гласа ке беше идентичен како катастрофата на Арсенал против Бајер. Но со таа разлика што во спортот реалниот исход е продукт на квалитетот и на моменталната форма, а во политичкиот надпревар темпото на игра и резултатот се во директна корелација со опортунитетот на конформистите. Политиката е најблагородната работа, политиката е најдобрата вредност, ама има и нешто друго.
Политиката е метреса, политиката е ороспија, политиката е вавилонска, знаете што. Ако авторот не мислел на погрдниот збор што претходно веќе го употреби туку на зданието во кое и тој редеше тули, во таа кула која и се подигаше на власта за да му пркоси на Бога своја неизоставна улога на неимар има и ликот кој поради личните, неостварени амбиции самиот себе си, беше подготвен да се вгради во неа. Неговото дело ќе се памети вечно бидејќи политичките архитекти на кои им беше подизведувач очигледно нема идеја да ја кренат, туку до темел да ја урнат македонската печатена медиумска тврдина. Ние знаеме едно, тоа е најважно, дека таа компанија е како оглед и пример и терк може да служи на други, што се однесува до финансиското работење и неговата безпрекорност за сите овие 14 години. Тоталното фијаско кое се случи е пример како тоа баш и не се правело по некој специфичен терка, имајќи го предвид и квалитетот на производот што се нудеше. Очекувањата дека самоубиствениот поход ќе биде спречен беа нереални. Придонесот на ваквата новинарска школа која не протежираше разум, туку обично препрочитување на мејловите од Центарот за комуникација или на долгите пораки од штабските телефони како ексклузивни вести, доведе до такво осакатување што во недостиг на таква информација се случува оставени сами на себе, на добудните, веќе да не знаат да направат разлика ниту меѓу еднина и множина. Откако дел од гостиварските советници седнаа во парламентот, остана испразнето едно советничко место. Во такви услови не е ниту чудно што на локално ниво поминува се нешто без да се даде, а камоли да се побара адекватен одговор, па по примерот на Свети Николе, каде за фонтаната која не работи беа фрлени 300.000 евра. Комшијата од Карши решил на ист начин да го украсува градот со кој раководи, иако жителите немаат ниту вода за пиење. Јас не сум слушнал ни еден аргумент од актуелната локална опозиција да каже за тоа и за тоа во Неготино не треба да има фонтана. Ако не треба да има фонтана заради тоа што 100% не е решен проблем со водоснабдувањето, зашто тогаш не ги критикуваат 30 години наназад сите локални власти што не отпочнале ни еден проект, тоа одговорно го тврдам, ни еден проект од областа на водоснабдувањето. И на крајот, кога визата е истечена. Прекограничната соработка и размената на искуства за искористување на предпристапните фондови на ЕУ беа главна тема на разговор меѓу градоначалниците на Лесковац и Македонска Каменица. Или овие двајца на состанокот ја имаат сменето мапата на светот, или низ рудникот Саса поминува некоја нова граница, штом баш Лесковац и баш Каменица, преку неа, прекогранично, ќе соработуваат. Завршуваме за вечерва. Повторно ќе се видиме в понеделник од 22:30. Пријатно.